Столче и пред финансии наменето за првиот човек на државната каса. ССМ трет ден на улица гласно ги кажува своите барања, а власта се уште глува. Штрајкот на јавниот сектор во одредени установи кои се под локална власт почна да дава резултати. Веќе се подпишуваат спогодби за линеарно покачување на платите од 2806 денари, но никаде каде ингеренции има централната власт. Најново подпишана е спогодба во општина Тетово за линеарно зголемување на платите, а преговори се водат и во други локални самоуправи. Бараме од целото министерство, вклучително и од службите, да го вметнат нашето барање за линеарно зголемување од 2806 денара за секој работник. Сакаат преку амандманот поднесот од Сојузот на синдикати на Македонија во Собранието на Македонија, сакаат преку општиот колективен договор за јавниот сектор, бидејќи гледаме и денеска се состанува регулаторната комисија за енергетика за да ја покачи струјата од 1.7. Затоа ова што го збориме денеска е навистина неопходно. Глуво на барањата на синдикатот е и владеачкото мнозинство во парламентот. За барањата на синдикатот единствена поддршка има од опозицијските партии. На денешниот протест беа присутни представници на ВМРО, ДПМН, Социјалистичка партија и Движењето Беса, кои ветија поддршка за нивното барање за амандманска интервенција на матичната комисија. Ги повикаа пратениците да не гледаат политички на ситуацијата, туку да размислуваат од човечки аспект. Тоа ги повикав, некој од нив нека го поднесе, ние ќе го поддржиме, за да не се свати како некој си политички производ или некој да се обиде политички да поентира. Еве нека го поднесе амандманот некој од пратениците од владеачкото мнозинство, а ние како ВМРО, ДПМН и опозиција ќе гласаме за, не е проблем никаков, само работниците да го добијат тоа што го заслужуваат. Во вакви кризни ситуации тие 2806 денари се драгоцена вредност за секој работник кој што е и онака до крајност финансиски изнемоштен, истрпен и на работ на голата екзистенција. Власта од ветувања и празни муабети треба да премине во конкретни акции за да може да се разрешат овие проблеми што ги имаат вработените, зашто тие се минимални барања, не се нешто максимално. ССМ најавува дека штрајкот во јавните установи ќе продолжи и од наредната недела, а председателството на синдикатот ќе продолжи со стратегијата на изразување револт на улица.